Со мојата колешка Гордана Дувњак секој четврток, впрочем, разговараме за теми кои што се допираат до правосудниот систем, до правото, до тоа како се дели правда во Македонија. Гордана, добро утро. Добро утро, Саша. Главната тема оваа недела за жал е оваа трагедија која што се случи во рано утрото во понеделникот. Многу се изразговара за сите аспекти, сведоци сме на брза реакција и на бугарската држава и на македонската држава, за разноразни последици се или се ремедираат или се истражуваат и така натаму, многу шпекулации. Ајде малку за кој е сега правниот контекст и правните последици од ова се што се случува последните 2-3 дена. Контекст е оно што сите го очекуваме, значи на два фронта да заврши идентификацијата на телата, а во исто време да тече и процесот на истрага. Се извинувам само, Александар, мислам дека туку што стигна вест дека обдукцијата на телата е завршена во Софија, тоа е за слободен печат ексклузивно до Да, колешката Мирослава Брнс што туку ја пренесе информацијата, за неја ја дал директорот на Институтот за судска медицина доктор Александар Станков. Обдукцијата е завршена, останува уште идентификацијата на телата. Благодарам, извини Гордана, ама бидејќи тоа само што стигна додека се според најавите денеска некаде околу 11 часот бугарското обвинителство треба да излезе и со некакви првични информации. Очекувам дека таа пресконференција повеќе ќе биде за работи кои што и се веќе познати на јавноста, можеби за околностите во кои што се случила несреќата, меѓутоа премногу нови детали не очекувам, што е разбирливо во оваа фаза од постапката, уште повеќе што според некои најави истрагата треба да тече 6 месеци, така барем првично беше кажано. Во овој дел целиот процес предистражен го води бугарските надлежни органи со оглед на тоа што несреќата се случи на нивна територија, нашите надлежни асистираат и помагаат во доставување на сите потребни информации кои што се потребни за да се добие целосната слика. Што е македонскиот дел од работата што треба да се заврши? Од еве сведоци сме за вчера, да кажем, упадна под наводници внатрешната инспекција во Царина, доцна синоќа пред полноќ информираа дека двајца цариници ќе бидат или веќе се суспендирани, дека следуваат санкции за нивниот. Тоа се работи кои што се поврзани директно со настанот трагичен во Софија, меѓутоа на работи кои што се наши или пропусти на нашите надлежни органи. Да, сите се согласуваат дека тоа веројатно нема врска со причините за катастрофата, ама сепак меѓутоа зборува за едни системски пропусти, за човечки фактор, за една негрижа, бидејќи и деновиве тоа беше кажано, многу лесно излегува дека се добиваат лиценци во државава, тешко се губат. А по некои воопшто не ги ни ваделе, како што го има овој не ни добил лиценца, а возел. Некако во овој момент, значи, активностите на нашите надлежни се насочени на оние што се директни извршители, каде што најлесно може со увидот да се направат, да се добијат некакви информации, дали имало пропусти, кој го пропуштил автобусот, зошто не е направена контрола, и она што го направи Министерството за транспорт и врски во делот на одземање на лиценци, затоа што тоа се работи кои што за жал ги прават надлежните откако нешто ќе се случи, некаква крупна несреќа. А не пред тоа. А не пред тоа. Значи, тоа го зборувавме јас и ти и минатата недела, дека за многу сектори во државата превенцијата не е слаба страна, ги лечиме последиците. Она што јас сега го очекувам, примерот од Ласкарци пред 3 години, тоа се сега засилени контроли на
транспортните предпријатија на сите оние што... Па кој знае дали ќе ги има, Гордана? Јас морам да кажам дека и ние повикуваме на тоа. Ќе има и вонредни надзори и сето тоа, меѓутоа за жал сето тоа е со краток здив, како вели нашиот народ, секое чудо за 3 дена, што е многу лошо. Овој вид на трагедија. Ние и минатата и предминатата недела разговаравме за некои аспекти околу истрагите и така натаму. Например, вештаците, например. Јас вчера го имав овде кај еден од главните сообраќајни вештаци за сообраќајки, господин Трајковски, ако не се лажем, се извинувам сега во моментов. Го имав и доктор Дума, поранешниот директор на Институтот за патологија, прашува за судска медицина и така натаму. Сега се покренува една голем еден механизам, правно експертси, кои што треба да прави експертиза околу разноразни аспекти на тоа како дошло до сообраќајката и што се може да се... Не води, значи, кон тоа дека колку се важни вештачењата и колку се важни контролите. Вештачењата, особено во судскиот дел, кога ќе дојде веќе до судска постапка, затоа што јас очекувам, многу е логично, многу е разбирливо дека ќе се бара одговорност и ќе има судски процес. Тој судски процес каде ќе се одржува, Гордана? Тоа се ќе биде сега во Бугарија или ќе се како бидејќи таму е юрисдикцијата е секогаш врзана со местото на настанот на несреќата, злосторот и така натаму. Така што ова е сега во Бугарија. Што значи тоа? У истрагата можно е да биде таму судскиот процес, но исто така постојат правни механизми за пренесување на юрисдикција. Тоа е прашање на договор помеѓу двете држави, како што можеше истрагата да ја водат доколку се пренесеше македонските надлежни, истото се однесува за судскиот процес. Добро, ама тоа е прилично неверојатно дека ќе се случи. Претпоставам дека бугарите ќе се инсистираат како што и ред кај нив да се одржува. Со оглед на тоа што има еден аспект кој што многу ја засега и бугарската држава, а тоа е аспектот на обележување на патот, на сигнализација. Видовме, морам да кажем, Гордана, јас знам дека и вие во фокус тоа го следите перманентно, бидејќи колегите работат. Морам да кажем дека следејќи ги настаните во бугарските медиуми во последните 3-4 дена, многу една голема подготвеност, експертиза на колегите од Бугарија, на лице место, со анализи, со, како да кажем, експерти, со прилично ја разработија што независни, што професионалци, сите околности многу ми прилично се ги допадна разработија. што го видов, а тоа е еден видеозапис беше објавен каде што се направи симулација возење по патот. Тоа е оној бивши тркач, професионален но возач. во исто време да не заборавиме дека новинари се новинари. Имаше и шпекулации. За сензационализам, мене на дневна основа насловните страници некои колеги од Бугарија ми ги испраќаат и во овој момент фокусот е главно на петардите, на нафтата, на шверцот, што Бесатурс логично го демантираше. Вчера и Оливер Спасовски на една од емисиите рече дека за сега нема такви сознанија. Меѓутоа Само да се надоврзам денеска јавниот обвинител Љубомир Јаневски што потврди таа информација дека се станува збор за шпекулации кога се информациите околу носење на туби со резервно гориво. Ама сепак да бидеме сега прецизни до крај. Мислам дека во оваа фаза на истрагата можеби ни обвинителите не знаат што прерано е. Од едно е факт, премногу брзо е изгорен автобусот за неколку минути. Во овие модерни денешни автобуси експертите велат дека е тоа на рамниште на неможно ако нема некаков друг фактор кој што придонел кон тоа. Оти автобусот не се ни истумбал, од сега можеме да влеземе во сценарија за експлозија и така натаму, но тој сепак прилично наивно влетал во ова и да немало пожар, сите овие луѓе веројатно ќе беа живи. Автобусот не е претумбан, не е излизган, сега треба и до крај и прецизно да се утврди кочел ли возачот, не кочел. Една од лошите работи е што нелемерниот инструмент е изгорен, меѓутоа претпоставувам дека ќе дојде до некакви сознанија истрагата во Бугарија. Многу е битно
да се верува во конечната верзија и во она што ќе биде пласирано, затоа што јас ќе ве потсетам, не е прв пат во Македонија да била дел од такви меѓународни истраги, а и после толку години да не се верува во официјалната верзија. Значи пред неколку години се сеќаваме, пред 2006 година беше авионската несреќа, па после 10 години имавме обновена истрага и до ден денеска се уште тие сценарија на заговор постојат, на кој начин се случила несреќата и што предходело. Така што јас верувам дека бугарските обвинители ќе бидат посветени од она што во овој момент се гледа. Таму на вистина несреќата е врвен приоритет и како што го слушав и обвинителот Јовевски вчера, тој е задоволен од соработката. Предпоставувам дека ќе им ги дадат сите потребни информации. Не успеав да разберам, Гордана, можеби можеш да ми помогнеш. Што бараше вчера таму Вилма Русковска, бидејќи таа е шеф на одделот за организиран криминал, а гледам беше во екипата на Јовевски која што го посети Софија. Има некаква надлежност обвинителство за организиран криминал во целава работа? Можеби има, не знам кои аспекти се... Има, можеби се работи за близок соработник на обвинителот во кој што верува и кој што сака да биде дел од тимот. Меѓутоа, во крајна линија тоа и не е толку битно. Добро, сакам да кажам дали тоа нешто не упатува некои други работи во таа смисла. Па, не знам дали упатува, меѓутоа добро е што веднаш после несреќата нашите надлежни органи беа таму, не беше изгубено многу време. Но она што сега треба и тука да се работи, навистина да им се даде голема помош на семејствата, бидејќи тие во првиот налет се почувствуваа напуштени и од македонската амбасада во Бугарија нема информации. Треба да им се овозможи достоинствено да се простат од своите најблиски, а потоа она што ќе следи е процес. Јас се надевам дека тој судски процес нема да заврши или да има тек како ласкарци. Не сакам тука да правам... Процес сега во Бугарија, ако се одвива, ќе видиме и европското правосудство како функционира. Европското правосудство. Бугарските граѓани не се толку задоволни ниту од нивното судство, ниту од надлежните органи во Бугарија. Тврда дека и таму и Бугарија не случајно е земја со висока корупција. Но мислам дека не треба да се дозволи она што редовно ни се случува низ годините, семејствата дополнителна болка да чувствуваат низ тие судски процеси. Еве, пак по не знам колку пати ќе го спомнеме ласкарци. Таму веќе 3 години нема се уште првостепена пресуда и има 3 вештачења, па сега 4-то се нарачува супер вештачење по барање на судот. Јас ве прашувам, како граѓанин, како професионалци, дали е можно вистината да има толку лица, па да се разликуваат толку многу тие вештачења, ако знаеме дека сите тие се правени од стручни лица, кои што имаат лиценца, кои што се квалификувани до тоа. Јас разбирам да има во нијанси одстапување, меѓутоа не можете вие оно што е виновен да го прогласите дека не е виновен и обратно. Вчера со вештакот со кој што разговаравме во програмата, гледам дека потоа го превзема и други колеги во вчерашни некои емисии и така натаму, тој навистина прецизно елаборираше колку е важен моментот на собирање докази на лице место на настанот и дека кога тоа го прават луѓе од полицијата се разликува од колку тоа го прават вешти лица, бидејќи вештите лица имаат и признање, експертиза за тоа што не само очигледните, туку и помалку очигледни работи кои што треба да се особено во случај со смртен исход. Тогаш
не би требало воопшто да се поставува прашањето дали вештите лица треба да бидат на лице место. Таму им е местото. Сега веќе не се ни сеќавам во Ласкарци како е тоа спроведено, ама може би и тоа е едно од поуките кои што треба да се научат. Гордана, за крај само да те прашам, сега за жал после вакви трагедии доаѓаат и практични моменти кои што ќе следуваат. Болгата никогаш нема да помине за оние што заминале, но се случуваат сега некакви практикали кои што се врзани со судењето и така натаму. Дали роднините на починатите треба да фатат адвокати кои што ќе застапуваат некаква страна? Оти сега ќе дојде прашање на осигурување. Ќе дојде прашање на одштети и така натаму. Не се тоа незанемарливи прашања без разлика на трагедијата. Да им ги врати. Се разбира, но сепак и да им ја намали загубата, меѓутоа тоа е работа на која што тие имаат право, затоа што сепак, значи, семејствата остануваат да живеат и мора на некој начин да добијат каква таква сатисфакција, затоа што имаме ние обиди вака преку општините за еднократна помош на семејствата, меѓутоа не е тоа осигурителните таму семејствата загубија и главни хранители на семејствата, починати се родители и така натаму. Гордана, благодарам и за оваа, како да кажем, од повеќе агли анализа на ова што се случуваше. Ќе продолжиме ние веројатно и следната недела, бидејќи еве и ти го спомнуваш Ласкарција и многу пати сме разговарале. Сега е моментот кога општеството треба да ги учи лекциите. Јас не престанав да зборувам за тоа, оти ова што се бара инспекции по компании, па тоа е за да видиме. Никој не знае во овој момент колку такви автобуси има. За жал не учиме, ниту на своите, ниту на туѓите грешки. Така. И одново циклично ги повторуваме од случај до случај. Се крева целата јавност, се бараат решенија, одговорност. И како што велиш, секој чудо за 3 дена. Така е. Гордана Дувњак, благодарам за ова утринско брифирање.